Сандра Ташкова и Мануел Трајчев, 9 оделенци од основното училиште Тоша Арсов, го завршуваат своето основно образование со низа на награди, како на локално, така на регионално, но и на државно ниво. Освоив трета награда на државен надпревар по македонски јазик. Ова не ми е прва награда, имам освоено и награди по биологија во 7, 8 и 9 оделение и воопшто не беше тешко. Имам освоено повеќе награди, од кои поважни се второ место на државен надпревар по биологија и трето место на државен надпревар по хемија. Не е тешко, кога вредно се учи цела година, само треба да повториме. Наградените ученици во основното училиште Тоша Арсов имаат и награди од директорката и наставниот кадар, бидејќи училиштето го представиле во неубаво светло. Нивното знаење им донесе не само награди, туку и доказ дека во ова училиште е добар и квалитетот на наставата. Директорката Фрусина Маџирова вели дека првиот проблем со кој се соочила било парното грејење во училиштето. Така да беа купени нови компресиони садови за парното, за да биде тоа и нов дел реглер, за да биде ставено во функција втората пумпа, за да се зголеми топлината во училиштето, бидејќи ни се стари прозорците, па секогаш во зимниот период имаме проблем. Во училиштето Тоша Арсов во изминатите неколку месеци направени се низа на санации со цел учениците и наставниот кадар да имаат подобри услови за едукација и работа. Маџирова вели дека ги слушала идеите на наставниот кадар што да се подобри во самото училиште. Смета дека е време и да се заменат прозорците, а Министерството за образование на почетокот на годината објави дека токму за ова училиште се одобрени средства за замена на столаријата. 10 години и повеќе, значи, тие барања, проекти, меѓутоа мислам дека редно време е веќе, значи, да се јават, значи, зимно време ние прво, ајде и заштеда енергија, меѓутоа и еланно. Значи, тука учат преку 800 ученика. Подрачното училиште на Македонка има реконструкција на него, реновирано и прозорци и се, и е многу по солидно и убаво. Значи, пред се школото не е обелувано со години. Во текот на летниот период се очекува да се реализира овој проект, со што училиштето веќе ќе го нема проблемот со затоплувањето на училниците, а објектот ќе биде и енергетски ефикасен.